Речиси 1/3 од сите возрастни, околу 1,8 милијарди луѓе, не се движат доволно и не спортуваат. Ова има значителни последици за здравјето и го чини здравствениот систем огромна сума пари, објави Светската здравствена организација во списанието The Lancet Global Health Journal. Во последно време, процентот на неактивни возрастни лица е зголемен, за 5% поени помеѓу 2010 година и 2022 година. Доколку трендот продолжи, процентот на неактивни луѓе се очекува да се искачи од сегашните 31% на 35% до 2030 година. Светската здравствена организација препорачува 150 минути кондициона активност неделно со умерен интензитет. Ова е повеќе од само одење, тоа е побрзо одење кое што го зголемува пулсот. Алтернативно, се препорачуваат 75 минути активност со висок интензитет што ве остава без здив, на пример, качување, танцување, џогирање или играње фудбал. Според студијата, особено многу луѓе кои не сакаат физичка активност и вежбање има во богатите земји на Азиско-пацифичкиот регион. Таму до 48% од луѓето не се движат доволно. Во западните земји оваа бројка е 28%.